Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, третото информативно издание на нашата телевизија за денеска. Еве што издвојуваме. Од вчера македонските граѓани може да користат роуминг услуги по значително пониски цени со Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Агенцијата за електронски комуникации денеска делеше флаери со кои ги информираше граѓаните за новите цени. Додека Грција официјално се вбројува во неславната група на земјите кои не може да си ги исплатат долговите кон кредиторите, Македонија се наоѓа на листата најниско задолжени земји во Европа. Лидерот на најголемата грчка опозицијска партија, Нова демократија, Андони Самарас, остро го критикуваше премиерот Алексис Ципрас, обвинувајќи го за затворањето на банките. Работнички и Шкендија ќе ги одиграат првите фудбалски надпревари од воведното квалификациско коло во Лига Европа. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Третиот дневник тргнува во 20 часот. Добро вечер, трет дневник на К3. По намалени цени од дури 73% за минута разговор во роуминг и за 90% на мегабајт интернет од Македонија кон Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Од вчера може да користат македонските граѓани кои патуваат во овие држави. На граничниот премин Табановце, тимови на Македонската агенција за електронски комуникации поделија флаери преку кои ги информираа граѓаните за новите поволни цени. Според договорот што стапи во сила вчера, за минута појдовен повик се наплаќа по 17,9 денари, а за дојдовен по 5 денари. СМС порака може да се испраќа за 5,6 денари, а мегабајт интернет чини 43,2. Цените се без пресметан ДДВ, а ќе важат до 30 јуни следната година, пошто ќе следи ново намалување. Од тогаш минута разговор треба да се наплаќа за 14,8, СМС порака за 4,92, а мегабајт интернет за 27,8 денари. Од 1 јули пак 2017 минута разговор треба да чини 11,6 денари. Цената на СМС пораката да се намали за 3,7 денари, а на интернетот до 12,3 денари за мегабајт. Спогодбата меѓу четирите држави е отворена. За приклучување кон неа веќе се преговара со Албанија, Турција и Косово, информираше директорот на АЕК Роберт Ордановски. Вчера пуштивме нов роуминг со Република Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Денес ќе ги запознаеме на граничниот премин нашите граѓани кои што патуваат за Република Србија, па понатаму за Босна и за Црна Гора. Непосредно ќе ги упатиме да знаат кои се новите цени. Значи, желба ни е на еден директен, непосреден начин, во директен контакт со граѓаните, со корисниците на електронски комуникации, затоа што е АЕК секогаш близок до своите граѓани, до своите корисници, да ги запознаеме и да ги упатиме на новите цени, како да ги користат тие цени. Преку флаерите што ги подели АЕК на граничниот премин, кои се со главна порака без високи сметки во роуминг, нуди практични совети и информации за заштита од непријатни изненадувања поради превисоки телефонски сметки по завршувањето на патувањето. Граѓаните кои излегува од државата ја поздравија новината за поевтин роуминг меѓу четирите држави, посочувајќи дека со тоа ќе се добијат значително поевтини услуги и ќе зборуваат поопуштено. Па што знам, да сега беше не скапо, туку прескап. За едно отварање се платеше, значи, и ако имаше фиксна цена, се платеше и под 500 денари, ако случајно се отвараше на роуминг. Сега за сите подобро, и за самата компанија, па и за наш народот, што повише комуницираме, подобро и полесно за наша економија, што сме сега. Често ли патувате кон Србија? Да не речем повишено 4-5 пати месечно, да. Не, нисам знала. Тоа е супер. Како ви се чинило? Одлично, супер. Можеме слободно да разговараме онда. Ја и така трошев доста, сега најверојатно многу помалку, бидејќи секогаш трошев, мислим, не гледав на тоа, и така од денеска сега ќе ми биде поевтино, некаде 800 беше, сега е 200, така беше нешто ми кажа за 10 минути. Често ли патувате за Србија? Па секоја недела.
Од АЕК посочија дека оваа година по летните одмори значително ќе се намали и бројот на приговори кога по завршувањето на одморите пристигаа во огромен број, желејќи се на превисоките сметки. Агенцијата за електронски комуникации во таа насока спроведе повеќе акции да ги превенира случаите проблемите со приговори од граѓаните за високи телефонски сметки по враќање од странство. За намалување на високите сметки што ги добиваа граѓаните за роуминг услуги, АЕК воведе и задолжителна обврска за операторите да ги информираат корисниците со порака ако надминат сметка од 3000 денари со прашање дали сакаат да продолжат со сервисот и ако направат сметка за интернет од 1000 денари. Средното техничко училиште Наце Буѓони заедно со училишниот парламент организира еднодневно дружење во Орашец за меѓусебно запознавање на учениците кои се примени во првиот и вториот круг од конкурсот за запишување на средни училишта. Средното училиште Наце Буѓони во соработка со училишниот парламент организираше заедничка дружба во Орашец за учениците примени од првиот и вториот рок во прва година. Целта е да се запознаат со професорите кои што ќе им предаваат и ќе ги водат по патот на науката во престојните 4 години, велат од Наце Буѓони. Овој настан ќе има организирано повеќе игри на кои ќе учествуваат тимови од учениците, значи ќе се поделени. Секој тим ќе игра во секоја игра, ќе има награди за најдобриот тим кој ќе освои најдобри поени, ќе им се поделат дипломи, подоцна останува делот после игрите за музика, за капење, за играње баскет и ред други работи кои ќе сакаат децата да ги реализираат. Настанот се одржа на базенот во Орашец со цел да се овозможи на новите средношколци од училиштето да се запознаат меѓу себе на неформален начин преку игри, дружење и музика. Го организиравме за ученици кои што се запишани во ова училиште во прва година со цел да ги запознаеме и за подобро дружење. Учениците се задоволни што ќе може да се дружат воедно и да се запознаат со останатите соученици. Сара, кажи ми, ти заедно заминуваш во Орашец. Што ќе има таму и што мислиш за оваа активност? Епа вака, ова активност значи ќе ни пружи да се зближиме повеќе со учениците кои сега се запиша во техничко училиште. Очекуваме подобра комуникација со нив и се надевам дека ќе имаме многу убаво време заедно, ќе се забавуваме затоа што ова ќе биде навистина интересно, бидејќи досегаш никогаш не сме организирале вакви забави. Одлично е. Ќе се забавуваме, ќе се запознам со многу ученици. Па мислам дека многу ќе биде убаво, ќе се дружиме со другите деца. Мислам дека убаво ќе си поминаме. Вакво дружење за прв пат се организира на територија на општина Куманово и се очекува да побуди интерес кај младата популација. Општина Крива Паланка и незината околина располагаат со голем туристички потенцијал. Најпосакувани локации во текот на целата година се манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски и испосницата на овој светец во село Градец. Локалната самоуправа продолжува со заложбите за креирање на подобри услови за развој на туризмот, како преку урбанизација, така и преку богатата понуда на културно-уметнички, спортско-рекреативни и едукативни манифестации. И сето тоа промовирано преку богатиот рекламен материјал. Крива Паланка, градот источна порта кон Европа и светот, со својата местоположба и изобилство на природни богатства, нуди богата понуда за туристите. Туристичкиот бренд на градот, духовниот храм Свети Јоаким Осоговски и испосницата на пустиночитолот Осоговски во село Градец се честа дестинација за голем број туристи од држава и странство. Исто така и локалната установа Градски музеј како институција на историското наследство е значаен туристички белег на градот. Конкретно за летната туристичка понуда може да зборуваме за културната понуда што ја нудиме како општина, односно богатата културна програма во текот на целиот летен период. Можам тука слободно да кажам дека сме горди на нашите два интернационални фестивала. Едниот е фолклорниот фестивал, а другиот е меѓународниот театарски фестивал, кои со години наназад се одлично посетени, како со наши посетители од градот и пошироко, така и од регионот, па може да кажеме дури од соседните земји. Локалната самоуправа на општината продолжува со заложбите за подобрување на условите за развој на туризмот, а во таа насока, освен урбанизацијата, е и организацијата на бројни културно-уметнички, спортско-рекреативни и едукативни манифестации.
Меѓународниот театарски фестивал, Интернационалниот фолклорен фестивал, Джипрелито, манифестациите Компиријада и Пифтијада, уметничките колонии и се разбира големиот традиционален народен собир на Голема Богородица, се само дел од настаните кои ги сплотуваат граѓаните и привлекуваат бројни гости од регионот и пошироко. Мора да го спомнеме нашиот манастир Свети Јоаким Осоговски, кој е волни бренд на градот. Посетеноста таму е секојдневна во летниот период, што е на очиглед на сите жители на градот. Може често пати да се сретнеме најчесто со туристи од соседната држава, односно Бугарија. Во можност е посетителите, односно потенцијалните идните туристи, да го посетат местото Градец, односно испосницата на Свети Јоаким Осоговски, до која што сега имаме асфалтиран пат. Освен промотивниот материјал од локалната самоуправа на Крива Паланка, информира дека во тек е изработка на нов туристички водич на градот, кој ќе биде готов за неполн месец. Претходниот туристички водич беше изготвен од наша страна 2009 година во 6000 примероци. Сега сме во фаза на изготовка на сосема нов редизајниран туристички водич и некаде за непол месец ќе биде готов, како што стојат работите за сега. И во него воглавно, како што ќе може да видите и да се бележите, ги има сите информации што се битни за нашата општина. Оптимизам влеваат и напорите на одговорните за развој на зимскиот туризам на Осоговските планини. 20 жени од Куманово вчера добија уверение издадено од Сдруженијето на граѓани споделено знаење за учество во проектот за збогатување на содржините и статиите постирани во електронското издание на Википедија на македонски јазик. Председателот на Сдруженијето споделено знаење кое се занимава со подобрување на статиите на Википедија на македонски јазик, започнаа проект наречен Вики жени во Македонија, откако според постираните содржини било заклучено дека многу мал број на женски лица знаат да работат на тоа поле. Во соработка со Сдруженијето на Срби во Македонија одржаа 9 сесии со членки од нивното здружение, каде учеа како да напишат статија, преведат од српски на македонски и обратно. Во овој проект учествуваа 56 жени, од кои 20 во Куманово, со на 200 нови статии збогатена македонската Википедија. Вкупно во овој проект учествуваа 56 жени, од кои 20 во Куманово, инаку имаше паралелно и сесии во Скопје. Резултатите се со тоа што имаме над 200 статии нови, значи веќе е збогатена македонската Википедија. И денеска сме собрани овдека вечерва да ги доделиме уверенијата за посетени сесии на жените кои ги посетуваа сесиите, направија статии, закачија фотографии. Википедија е всушност една огромна енциклопедија која што на најголем број на населението им е достапна по пат на интернет. Всушност таа представува едно богатство бидејќи не може да се земе како стручна литература, бидејќи ја пополнуваат луѓе од различни области. Што се однесува до нашите земји кои се наравно и посиромашни и понемочни, тој процес е позабавен. Ако на пример земете една западна земја, имате во тек на еден час по некаде и по 3-4 илјади подигања постови, нели текстови, додека кај нас тоа оди навистина многу споро. Тоа е отворена енциклопедија во која можете да представите се она што е од ваш интерес и што сметате дека е интерес на другите. Од личности до настани, до работа на одредени фирми, на одредени здруженија. Розана Деспотовиќ е учесник во проектот Вики жени. Таа вели дека по спроведената обука жените сами избирале која тема и од која област ќе пишуваат на Википедија. Прв пат преведувавме од страни јазик на македонски јазик, а потоа си имавме по избор да си направиме ние што сакаме. Така да јас пишував за српската заедница и пишував за училиштето во кое работам, Перонаков. Жените википедисти добија уверение за учество во проектот и упатија апел до сите граѓани кои имаат преведувачки и пишувачки способности да се приклучат кон проектот за збогатување на содржините во Википедија на македонски јазик.
Додека Грција официјално се вбројува во неславната група на земји кои не може да си ги исплатат долговите кон кредиторите, Македонија се наоѓа на листата најниско задолжени земји во Европа, заземајќи го 4-то место. Грција од вчера технички се наоѓа во банкрот затоа што државниот долг на земјата изнесува 177,1%, за дури 141,1% поен повисок од државниот долг на Македонија. Грција воедно стана првата земја во Европа која не успеа навреме да го врати долгот кон Меѓународниот монетарен фонд, а им се придружи на земјите како Зимбабве, Хаити, Судан, Сомалија и како Авганистан. Од друга страна, Македонија е земја која редовно ги сервисира своите обврски, а во февруари годинава пред време се раздолжи со монетарците. Со предвремената исплата кон ММФ од 174 милиони долари се намали нивото на државен и јавен долг за 1,7% поени. Македонија со вкупен државен долг од 36% и јавен долг од 43,6% и натаму останува најниско задолжена земја во Европа и во регионот. Ако се споредат долговите на Македонија и Грција, нашиот државен долг е за 4,5 пати понизок од оној на соседите. Доказ дека Македонија е четврта најниско задолжена земја се и последните податоци на Евростат за нивото на просечниот државен долг на земјите од еврозоната. Според овие податоци, просечниот државен долг во земјите од еврозоната изнесува 91,9% и е за 55,9% поени повисок од државниот долг на Македонија. На оваа тема колегата Маријан Стошевски во студиото на К3 разговараше со професорот Оливер Темелковски. Продолжуваме, почитувани гледачи, на оваа тема, грчката криза. Гостин во студиото на К3 телевизија господинот Оливер Темелковски, економист и експерт по јавни набавки и проектен менеджмент. Господине Темелковски, добар ден. Добар ден. Топ тема во светските медиуми е оваа драматична ситуација во Грција, криза економска страшна. Според вас, еве да објасниме најпрво генезата, како дојде всушност до оваа ситуација да имаме една така застрашувачка криза во Грција економска која прети на некој начин да го деловира еврото и други консеквенции по членките на Европската унија? Значи, кризата не потекнува од вчера или завчера. Уште кога сме биле млади, веројатно и вие и поголемиот дел од гледачите се сеќаваат, постоеше една синтагма дужан како Грчка, еве на Кумановски да кажеме. Грција како земја е должна веќе неколку децении. Долгот таа редовно го сервисираше, меѓутоа во структурата на сервисирањето на долгот поголемиот дел влегува кредити со помош на кои се отплаќаа рати кои што доспева од претходните кредити. Сето тоа има еден спирален ефект и континуираното задолжување за отплаќање на стари долгови доведе до тоа да Грција во овој момент биде задолжена во износ од некаде 170 и кусур проценти од нејзиниот бруто домашен производ, што е енормно многу. Значи, сето она што го произведувате како стока или услуга на пазарот, вие сте двојно повеќе, во текот на целата година, вие сте двојно повеќе должни да вратите. И тоа е една неиздржлива ситуација во економијата. Во целиот овој пакет помош најголема улога играат Германија и Франција. Германија учествува некаде околу 70 милиарди евра, Франција 59 до 60 милиарди евра и другите членки. Меѓутоа, едноставно на грчката влада е даден ултиматум или да ја прифати оваа програма или нема друга алтернатива. Според вас, кои се понатамошните чекори? Значи, Германија и Франција се дефинитивно најголемите доверители во однос на Грција. Да, во однос на Грција. Тие имаат и најголеми побарувања во оваа структура на грчкиот долг. Тие, како партнери, ја водат и лидерската улога во преговорите со Грција, како земја членка, за да се изнајде најповолно решение на кој начин да се Грција понатаму би го сервисирала долгот, односно да таа може да ги намири обврските спрема доверителите, најмногу спрема оние кои што и најмногу имаат дадено кредити на Грција, како што рековте Франција и Германија. Стратегијата во овој момент е веќе е известно дека Грција ќе излезе од еврозоната. За гледачите да појасниме, излегувањето од еврозоната не значи излегување од Европската унија, значи дека Грција повеќе ќе го нема еврото како национална валута. Значи во Грција се очекува да се врати националната валута која што беше пред еврото, односно дракмата. Во Грција ние имаме состојба во која што банкарскиот сектор не е во криза. Значи, банкарскиот сектор, депозитите на граѓаните, на физичките лица и на правните лица, односно на фирмите грчки, се безбедни во нивните банки и тие се солидно ликвидни. Меѓутоа, имаме друга ситуација од другата страна во која што имаме една неликвидна држава, односно долгот на централната влада спрема доверителите не може повеќе да се сервисира.
Стратегијата на европските партнери е повторно спасувачка, значи ние зборуваме за еден условно речено Дон Кихотски потек во кој што партнерите се обидуваат да го вратат, значи за една економска стратегија во кој што партнерите ќе ја вратат драхмата на монетарната сцена во Грција. Кога ќе се врати драхмата, депозитите кои што граѓаните и фирмите и грчките фирми ги држат во банките ќе мора да бидат трансформирани во драхми за да се намират финансиските побарувања спрема грчките доверители, за да може да се напави било каква стока или услуга на домашниот пазар. Вие нема да можете да плаќате веќе во евра, ќе морате да плаќате во драхми. А за да добиете драхми, ќе морате да продадете дел од еврата и да земете драхми. Тоа е едната стратегија. Втората стратегија е со враќање на драхмата се очекува да се подобри конкурентската способност на грчката економија на европскиот пазар. Односно стоките и услугите кои што ги пружа грчката економија на европскиот пазар да бидат поевтини. Тие деноминирани во евра ја имаат цената која што не е конкурентна на европскиот пазар. Меѓутоа, кога ќе бидат деноминирани во драхми и кога стоките и услугите ќе се продаваат во драхми, а на меѓународниот пазар тие драхми ќе бидат заменувани за евра и ќе влегуваат во таа структура преку банката за меѓународни порамнувања од Базел, кога ќе влезат во таа структура, вие ќе имате една маса пари од евра со кои што Грција ќе може да го сервисира сопствениот долг. Кога тој долг, предпоставувам за некој период од 5 до 10 години, ќе дојде на едно оптимално ниво, некое ниво кое што е релативно можеби малку повисоко од нашето, тоа е некаква, да кажам, моја прогноза, тогаш во секој случај Грција би се вратила повторно во еврозоната, односно повторно би го вратила еврото како своја валута. Според ваша анализа, Грција неверојатно ќе премине на дракма, меѓутоа има некои последни апели, и Вашингтон се вклучи во целата ситуација, вчера и Ватикан. На некој начин и тие се обидуваат да се најде некој компромис овдека, меѓутоа тоа ќе биде многу тешко остварливо и не се гледа начин како може да се договорат Грција и кредиторите. Гледајте вака, учеството на Вашингтон во целава ситуација е сосема разбирливо. Грција представува југоисточна граница на Европската унија. Значи преку Грција ви доаѓаат, Грција излегува на море, има стратешка позиција во однос на регионот кој што е онаков каков што е. Ги знаеме приликите и политички, и вакви, и социјални, и вакви онакви кои што се случуваат и во низиното блиско, и во пошироко окружување, зборам за Арапскиот полуостров, Сирија, долу Египет, Тунис, онаму каде што имавме протокалови револуции. Сосема е нормално и Америка, за која што Европската унија е адекватен партнер и која што всушност го турка конкурентската способност на Америка, таа е она која што ја дава дополнителен елан на американската економија и со која што размената е всушност најголема, да има интерес да тој партнер кој што има стратешка позиција во однос на европскиот континент, на стариот континент, да го застане на нозе. Во таа насока Соединетите Американски држави секако гледачите веројатно знаат дека Меѓународниот монетарен фонд се наоѓа во Вашингтон. Соединетите Американски држави во Меѓународниот монетарен фонд имаат значајна улога како една од најголемите економии во светот и имаат интерес да Грција да се изнајде оптимално решение, да Грција се стави на стабилни финансиски нозе за да остане финансиски партнер, за да остане партнер воопшто во светската економија. Партнер како дел од Европската унија, меѓутоа како во поширок еден контекст и да остане партнер во светската економија. Во Грција ви имате едно доста развиен бродски транспорт на стока и тие се навистина конкурентни во однос на цените кои што се нудат од другите европски партнери и во таа основа многу се соработува со Соединетите Американски држави. Соединетите Американски држави имаат неколку своји бази во Грција и економиите им се многу блиски. Во овој сегмент уште една најава дека доколку се случи Грција, како што рековте, да премине на дракмо, овој домино ефект неверојатно може да се префали врз Италија, Шпанија и другите земји. Тогаш навистина ќе биде многу загрижувачка ситуацијата. Секако да, се сложувам комплетно со вас. Ќе биде загрижувачка затоа што збориме за економии кои што се минимум 6 пати поголеми од грчката економија. Значи, ако грчката економска, односно финансиска криза во овој момент имплицира
баковеден тек на настаните, односно намалување благо на вредноста на еврото во однос на американскиот и пораст на вредноста на американскиот долар, тогаш сценаријата, доколку само се симулираат во однос на Италија, во однос на Шпанија, па и во однос на Португалија, која што е и онака значително помала, меѓутоа кај неја пак највисок ризик од вакви превирања, ќе има многу силен одраз и многу силен одек на финансискиот пазар. Значи, тука веќе се доведува во прашање генерално довербата во еврото. Во еврото како монетарен еквивалент на земјите на Европската Унија и како нешто кон што се стреми Европската Унија, односно создавање на монетарна унија со сите земји членки кои што се членки на Унијата. Тоа е некаква стратегија која што би требало да се реализира. Еврото би била единствена валута. Тука веќе таквата позиција е навистина ќе биде многу деликатна, доколку и италијанската и шпанската особено шпанската економија, која што е многу поврзана со високо развиените западноевропски економии, крахира. Да се вратиме на нашиот терен, какви репрекусии може да има ова криза во Грција врз Република Македонија, според вашите анализи? Според мои анализи, во тек се годишните одмори, еве да зборуваме вака краткорочно, веројатно тоа ќе ги интересира и вашата публика. Значи, во првиот момент во економијата се познати вакви сценарии, ова се има случајно во Аргентина, се има случајно во неколку земји. Во првиот момент има еден силен психолошки ефект врз потрошувачите, особено врз потрошувачите на средната класа. Во грчката економија таа е некаде, според нивните параметри, околу 80% од вкупниот број на потрошувачи. Таквите потрошувачи, она што ќе можат да го вадат како дневна ликвидност од банките, го знаеме, тоа е 60 евра, и она што го имаат, условно речено, под перница, ќе го потрошат за купување на добра и услуги за да си го одржат на нивото на живот како што го имале дотогаш. Таквата зголемена побарувачка за стоки и услуги неминовно ќе доведе, тоа се пазарни принципи, до покачување на цените. На граѓаните да им бидне јасно дека цените во малопродажба веројатно ќе се качат. Тука веќе се отвора една инфлаторна спирала, која што сигурно ќе трае, таквиот ефект трае минимум 3 до 4 месеци, додека економијата не се стабилизира на одредено ниво и не дојдат цените на производите и услугите да се формираат слободно на пазарот врз основа на реални економски движења. Во овој случај имаме еден психолошки ефект, имаме една зголемена побарувачка за најосновни, добра, зборам храна, зборам здравствени услуги, социјални услуги, образовни услуги, значи зборам за она што представува една нормална кошничка на живот за обичен граѓанин. Туристите секако ќе го почувствуваат тоа. Јас сум сигурен дека ќе дојде до зголемување на цените во малопродажбата и на услугите кои што се нудат од страна на рестораните, на кафетериите, на сладкарниците и така натаму. Ќе се обите да се привлече што поголем кеш во евра во грчката економија, кој што понатаму ќе се деноминира во драхми, па ќе служи за сервисирање на долгот. Значи ќе се искористи овој период да на некој начин се собере кајмакот. И сосема на крајот, вие сте консултант во владата на Република Македонија и во владата на Република Србија. За нашите гледачи да објасните всушност што вие работите сега. Во моментот завршив еден поголем проект кој што го работев за владата на Република Србија преку голема консултантска куќа од Будимпешта, Унгарија. Работев во нивното Министерство за внатрешни работи и всушност мапирав процеси и дизајнирав систем за спроведување на процесите во јавни набавки. Меѓутоа збориме за еден комплексен систем во кој што покрај класичните модели се вклучени и аукциски модели, електронски аукциски модели со помош на кои се набавува стоки и услуги за еден ресор кој што брои 47.000 вработени. А во Република Македонија? Во Република Македонија претходно работев на низа проекти, најзначајни се воведувањето на вториот пензиски столб, воведувањето на третиот пензиски столб, учествував во дизајнот на реформата на социјалната сфера, односно воведувањето на условени парични трансфери. Граѓаните кои што примаат знаат за што се работи. Понатаму претходно во реформата на јавна администрација и поставување на една база за приближување на Република Македонија кон политиките, правилата и начинот на функционирање на Европската Унија. Вие знаете дека ние
економски, административно релативно добро стоиме во тој поглед. Она што стои на нашиот... Сме компатибилни во голем дел со политиките и со директивите на Европската Унија кои што треба да ги исполниме во делот, зборам на јавните служби, особено на здравствениот сектор, на секторот кој што ја вклучува реалната економија, значи јавните набавки, сервисирање на јавниот долг, воведување на буџетот, на трезорската сметка, значи тоа се комплексни големи проекти кои што Господин Темелковски, многу благодарен за овие исцрпни информации. Почитувани гледачи, тоа беше нашиот гостин Темелковски, одиме понатаму со дневникот. Цената на електричната енергија за крајните корисници во Република Македонија се намалува за 0,33%. Со новото намалување на цените, Република Македонија се позиционира во регионот како земја со најниска цена за електрична енергија. Споредбено со земјите во регионот и во Европа, Македонија е земја која има најниска цена за струја во однос на киловат часови. Цената од 5,09 денари која се плаќаше досега за киловат час е една од пониските во регионот и во Европа. Дополнително сега ќе се намали за уште 0,33%. Поскапа струја во регионот плаќаат жителите на Црна Гора, каде цената за киловат час е 6,08 денари. Во Албанија цената изнесува 7,13 денари, Турција 8,05 денари, Бугарија 5,53 денари за киловат час. Одлуката за намалување соопшти регулаторната комисија за енергетика која одржа подготвителна седница на која ги разгледа извештаите од енергетските компании. Со тоа за месец август граѓаните на Република Македонија ќе добијат сметки со намалување од 0,33%. СВР Куманово поднесе кривична пријава против НТ-49 од Куманово поради постојање основи на сомнение за сторени две кривични дела: несовесно работење во службата и фалсификување на службена исправа. Пријавената како главен надзорен инженер при градба на објект семена куќа во Куманово, сопственост на инвеститорот СП од Куманово, постапила спротивно на основниот проект за градба и на добиеното одобрение од страна на секторот за урбанизам. На тој начин што изготвила и заверила одобрение за употреба во кој внела невистините податоци, истото го приложила во секторот за урбанизам при општина Куманово, заради запишување во катастарот на недвижности. Со овие действија пријавената овозможила инвеститорот да прибави противправна имотна корис во износ од 15.798.135 денари преку продажба на станбените простори. Лидерот на најголемата грчка опозицијска партија Нова демократија Андони Самарас остро го критикуваше премиерот Алексис Ципрас, обвинувајќи го за затворањето на банките. Хуманитарните агенции на Обединетите нации објавија трет највисок степен на хуманитарна тревога во Јемен. Кинеското собрание усвои сеопфатен и контраверзен закон за национална безбедност. Вести од светот. Лидерот на најголемата грчка опозицијска партија Нова демократија Андони Самарас остро го критикуваше премиерот Алексис Ципрас, обвинувајќи го за затворање на банките во Грција, јави дописникот на Мио Датина. Тој немаше храброст да признае дека тој е оној кој потпиша затворање на банките и не се осмелува да признае дека поднел предлог за штедење, сличен на оно на кредиторите на Грција, рече Самарас во кусо телевизиско обраќање. Самарас истакна дека Грција во моментов е во најлоша позиција во последната деценија, без европска безбедносна мрежа и со затворени банки, а има и проблеми со исполнување на основните обврски кон граѓаните. Тој рече дека земјата не е изолирана од своите партнери и ги повика грците да гласаат да на референдумот во недела. Хуманитарните агенции на Обединетите нации објавија трет највисок степен на хуманитарна тревога во Јемен, каде продолжува конфликтот меѓу приврзаниците на владата и шиитските бунтовници Хути. Тоа го изјави помошникот потпарол на Обединетите нации Фархан Хак. Одлуката била донесена по состанок одржан по барање на заменикот генерален секретар за хуманитарни прашања Стивен О'Брајан. Највисокиот степен на тревога ќе значи мобилизирање дополнителни ресурси за давање помош на населението. Кинеското собрание усвои сеопфатен и контроверзен закон за национална безбедност. Законот е спорен затоа што националната безбедност ја дефинира во широки рамки од финансии преку политика, војска и кибербезбедност, па се до идеологија и религија, предизвикувајќи страф од поголеми ограничување на слободата на мислење и граѓанските права, јави Танјук. Законот укажува на водечката улога на комунистичката партија во воспоставување на централизиран, ефикасен и авторитативен систем на управување со националната безбедност, но не ја споменува ново формираната партиска комисија за национална безбедност.
МВР поднесе кривична пријава против фудбалерот на Силекс МВ, 26 години, поради основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено давање на подароци. МВР поднесе кривична пријава против СВ, 26 години, откочени фудбалер на ФК Силекс од Кратово, поради постојање на основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено давање на подароци по член 253а став 4 од Кривичниот законник на Република Македонија. Се работи за фудбалерот Стојан Велинов, кој во фудбалски жаргон кажано се обидел да подкупи своји соиграчи за да го наместат на преварот со Металург. Велинов не успел во својата намера, па Силекс го добил овој напревар со 3:1. Со оглед на тоа дека во местенката биле вклучени поединци од Бугарија кои вложиле многу пари за победа на Металург во обложувалница, Велинов и соиграчите морале да ги враќаат парите на истите. Токму така случајот се проширил во јавноста, а фудбалерот на Силекс и останатите негови соиграчи ја исплатиле бараната сума на луѓето од Бугарија. Откако дознале за случајот, раководните луѓе од фудбалскиот клуб Силекс ги казнали играчите со по 5000 евра. Останатите фудбалери кои одбиле да ги земаат парите, качелните луѓе го обвиниле Велинов, а случајот стигнал до МВР. Па поднесена е кривична пријава против фудбалерот на кратовскиот тим. Откако УЕФА пред 5 години ја суспендираше Прилепска победа за местење на преварот со Пјуник, ова е прв случај во Македонија со истрага за наместен фудбалски напревар. Нашите фудбалски представници во Еврокуповите денеска имаат свој настапи. Екипата на работнички загуби од естонскиот Флора со 1:0, додека екипата на Шкендија во 21 часот ќе го одигра мечот против шкотскиот Абердин. Навивачите на Кливленд имаат причина за задоволство, откако Кевин Лав ги отфрли понудите од преостанатите клубови и прифати да потпише нов договор со актуелниот вице-шампион од НБА лигата. Лав уште пред неколку месеци најави дека ќе ги разделува понудите од сите останати екипи за на крајот сепак да реши дека Кливленд е вистинскиот клуб за него, пред се поради фантастичните $110 милиони за 5-годишен договор, понудени од страна на Кевелирс. Во центарот на вниманието се најде и Горан Драгич, откако словенечкиот репрезентативец потпиша 5-годишен договор со Мајами Хит за вкупно $90 милиони. Драгич кон средината на ланската сезона од Феникс пристигна во Мајами, а на жешките им беше јасно дека ќе мора да му понудат фантастичен договор за да го убедат да остане на Флорида. Преговорите сепак вродија со плод и Драгич ќе биде еден од лидерите на Мајами во годините што следат. Особено ако се реализираат најавите дека и Двейн Вейд би можел летово да го напушти таборот на жешките. Алармот за пожар се активира синоќа на централниот терен на Вимблдон, веднаш по завршувањето на мечот меѓу Серена Вилијамс и Тимеа Бабош, пошто организаторите одлучија да ги испразнат трибините. Противпожарната служба брзо реагираше и го изгасна пожарот кој настана поради дефект на електричната инсталација. Game Set и Match беше реакцијата на пожарникарите, кои на оригинален начин соопштија дека интервенцијата заврши и се е во најдобар ред, без никакви проблеми за 3000 присутни гледачи. All England клуб нема никаква материјална штета. Магазинот Forbes ја објави листата на неплатени славни личности за 2015 година, додека првото место го зазема боксерот Флојд Мејведер Јуниор, кој што за една година заработил $300 милиони. Најголемиот дел од таа сума го инкасирал благодарение на победата над Мани Пакјао на 2 мај. Второто место го зазема токму неговиот противник Пакјао со годишна заработка $160 милиони. Во Македонија и натаму следува период на претежно стабилно и потопло време, со слаб до умерен северен ветер, а температурите ќе бидат без поголеми промени. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Пријатна вечер.